Жешкото време не попушта и секоја искра може за миг да прерасне во нов пожар. Надлежните постојано се на терен и реагираат и засега успешно се справуваат со сите предизвици. Во моментов на територијата на Македонија активни се 5 пожари на отворен простор и сите се ставени под контрола. За викендот беа регистрирани 30, а најкритично беше во Струга и Кавадарци. Иако беше ставен под контрола, пожарот во околината на Кавадарци повторно се реактивираше. Гори на тешко пристапен терен, па во гаснењето се активирани 2 од 3 ер-трактори. Надлежните се сомневаат дека огнот првично намерно бил подметнат на 5 различни локации. Едно лице е приведено и се наоѓа во полициска станица. Имаме осомничено лице за подметнувањето на вчерашниот пожар, кој што во овој момент се наоѓа во просториите на Кавадаречката полиција и верувам дека ќе бидат обезбедени докази. Поради ризикот од нови пожари, владата на 1 август прогласи кризна состојба на целата територија. Дирекцијата за заштита и спасување во координација со општините, армијата, полицијата и противпожарните единици будно ја следат состојбата и интервенираат каде што е потребно. Кризната состојба овозможува многу пофункционална координација помеѓу сите државни институции кои што учествуваат во процесот на гасење на пожарите, но и во нивната превенција, така што во овој момент надлежен за гасење на пожарите на целата територија за координација е главниот штаб кој што се наоѓа во ЦУК. Во моментов државата располага со 900 пожарникари, 40 специјални возила, 20 пинцгауери, 15 оклопни транспортери БТР-80, 5 хермелини со цистерни и 3 ер-трактори. Едниот од авионите кој беше оштетен повторно е ставен во функција. Во гаснењето учествуваат и 2 полициски хеликоптери, а еден се користи за набљудување. Исто така во извиднички мисии се користи и спортски авион, но надлежните повторно апелираат граѓаните да бидат внимателни и одговорни, да не се фрлаат од пушоци на секаде и да се палат скари и огнови на отворено. Поради сувата вегетација постои огромен ризик да се предизвика голем пожар, па затоа апелот е доколку се забележи чад, случајот веднаш да биде пријавен.